Сакам да направам јасна дистинкција помеѓу двата модела. Претходниот модел бил каде што се праќа промотор странски, македонски промотор во странска држава и тој прави паралелизам на амбасадорот таму. Значи, тие се сместени во амбасадите и паралелно работат со амбасадите и тука имало двојство на улогите и тоа не даде баш најсоодветен резултат, односно на многу места предизвикало конфликтни ситуации. Но од друга страна, нашата држава е мала и ние не може да очекуваме дека сите нас ќе не бараат во светот, напротив, треба ние да испаднеме и тоа да го презентираме пред светот. Но сега веќе имаме што да презентираме, имаме еден закон за поддршка на инвестициите во индустријата и имаме програма која што треба да ја презентираме. Управо тоа и ќе го направиме преку 3 концентрирани центри. Едниот центар да биде во Америка, веројатно на источниот брег, едниот центар во Германија, веројатно во западниот дел на Германија, каде што ќе може да се покријат и сите соседни земји, значи во центарот на Европа, и едниот центар, значи во Блискиот исток, каде што ќе можеме да ги информираме тамошните земји. Значи тоа ќе бидат единици концентрирани кои што ќе имаат двојна задача. Една задача е да светот го информираат за нашите програми, да разговараат со странски инвеститори, да ги донесат во Македонија, а другата задача ќе биде да презентираат македонски производи, значи тоа што ние како држава го произведуваме. Практично, ова е сосема различен и она што морам да го подвлечам, многу поевтин модел, отколку да испратите во 40 земји, 40 промотори кои што работат дивергентно. Ова ќе биде ефтин модел, кој што имате во буџетот ставка нема да кошта премногу, а од друга страна концентрирано очекуваме да донесе резултат. Благодарам. Да допрашам на темата, наместо промоторите, наместо економските промотори кои ги публикувате, најавите економски аташеа. Останува идејата за економски аташеа, што ќе промовираат или ова е? Не, значи она што го согледавме во меѓувреме е дека доколку се економски аташеа, согласно законот во Министерство за надворешни работи, треба да се од редовите на Министерството за надворешни работи, односно да бидат најмалце 2 години таму вработени, а за жал таков кадар специфичен нема и затоа прибегнавме кон ова која што е пооптимална, поевтина, а верувам и со поголем резултат идеја.